Во собранието на Македонија се е постаро. Реплики и контрареплики. Затоа со помош на високо софистицирана технологија која може да не однесе во иднината, го вклучуваме нашиот Кузман Статива. Кузман, дали има нешто ново во законодавниот дом? Да, денеска е 2 април 2026 година, а во Македонскиот парламент се уште трае конститутивната седница почната на 30 декември 2016 година. На 23.561-то продолжение тие повторно побараа во расправата со своји аргументи да се вклучат и колегите од другите политички партии и коалиции. Ние навистина очекувавме многу поголем интерес од пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и нивните коалициони партнери. Можам со жалење да истакнам дека од 50 пријавени за дискусија за денешната седница, само 3 пратеници се пријавени од Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ продолжија да молчат, а на нивно место реагираа од ДУИ, кој од председавачот Трајко Велјановски побараа да ја прекине фарсата која веќе предолго трае. Од ваше име апелирам до колегите пратеници што помалку да го користат тоа за да дојдеме до завршувањето на конститутивната седница. Толку можам да направам, поише не можам. Утре во Скопје се очекува да пристигне и новиот европски комесар за проширување Еди Рама. А во меѓувреме својата загриженост за состојбата во Македонија на денешната седница на Советот на Североатланската алијанса во Тирана упати и новиот генерален секретар на НАТО Мило Ѓукановиќ. Ти благодарам, Кузман. Ние продолжуваме со вчерашно.